Мицкоски, платите растат, но не е доволно. Кириите во Европа растат со невидена брзина. Е увети 750 милиарди долари за американски енергенци. Мерц, царинскиот договор ќе удри германската економија. Летото не може без лубеници и дини. Данска го успорува старењето. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека просечната плата во државата бележи раст и достигнува 45.800 денари, но според него тоа се уште не е доволно. Тој нагласи дека владата ќе продолжи да работи за уште поголеми примања, истакнувајќи дека платите растат со повеќе од 11% и дека тоа е демант на критиките од опозицијата. Мицкоски жестоко реагираше на обвинувањата дека платите стагнираат, нарекувајќи ги лагите и шпекулации од страна на опозицијата. Тој рече дека ваквите конструкции не наоѓаат поддршка кај граѓаните, бидејќи официјалните податоци покажуваат поинаква слика за економските текови во земјата. Наша цел е граѓаните да имаат повисоки примања и подобар стандард. Тоа го очекуваат од нас и ние ќе го испорачаме, порача премиерот, најавувајќи дека владата ќе продолжи со напорите за подобрување на животниот стандард. Вистина е дека животот во центарот на европските метрополи се почесто станува луксус, недостижен за обичните граѓани. Според новиот извештај на Deutsche Bank, само 5 европски градови нудат просечна кирија под 2000 евра за трособен стан, што јасно укажува на сериозен проблем со достапноста на домување. Најскапо станува Лондон со 5,088 евра месечно, а најевтина е Атина со 1080 евра, додека градови како Цирих, Женева и Амстердам веќе ја пробиле границата од 3800 евра. Вистина е дека порастот на кириите во последните 5 години бил најизразен во југозападна и источна Европа, каде што некои градови, како Истанбул, бележат и до 206% поскапување. Податоците од Eurostat потврдуваат зголемување од 12,5% на кириите во цела Европа, но реалноста во централните градски јадра е уште подраматична. Градови како Берлин, Барселона и Лисабон веќе се движат во опсек од 2000 до 2800 евра. Вистина е дека географската локација се повеќе го определува квалитетот на животот. Иако урбаните центри продолжуваат да нудат културен и професионален потенцијал, трошоците за домување стануваат бариера за голем дел од населението. Прашањето што сега се наметнува е, дали центарот на градот останува место за сите или само за богатите. Европската унија ја избегна директната трговска војна со Доналд Трамп, ветувајќи дека до крајот на неговиот мандат ќе купи енергенци од САД во вредност од 750 милиарди долари. Според аналитичарите и техничките капацитети, оваа цел е речиси невозможна. Минатата година ја употрошила 76 милиарди долари за американска нафта и ЛНГ, а сега треба да го утрои тој износ за само 3 години. Проблемите се повеќеслојни, ограничени капацитети на европските рафинерии, максимално искористени ЛНГ терминали, како и тоа што американските испораки често завршуваат таму каде што цената е повисока. Европската комисија тврди дека бројката не е измислена и се базира на сценарио за замена на рускиот увоз, но ни целосното исклучување на Москва не донесе ни приближна заштеда. Главна пречка е и тоа што ја нема овластување да склучува комерцијални договори наместо приватни компании. Без конкретен план и инвестиции во инфраструктурата, ветувањето од Брисел изгледа како дипломатски потек со мала веројатност да се претвори во економска реалност. Германскиот канцелар Фридрих Мерц предупреди дека новиот царински договор меѓу ЕУ и САД ќе предизвика сериозна штета за германската економија, особено за извозно ориентираните сектори. Според него, воведените царини ќе резултираат не само со повисока инфлација, туку и со можна блокада на трансатлантската трговија. Договорот предвидува царина од 15% на поголемиот дел од увозот од ЕУ, вклучувајќи автомобили, полупроводници и лекови, додека царините на челик и алуминиум остануваат 50%. Мерц изјави дека не е задоволен од постигнатиот компромис, но призна дека повеќе не можело да се издействува. Тој се заблагодари на Европската комисија за преговорите, но повтори дека мерките не се во интерес ни на САД. Вистина е дека покрај лубениците, за многумина летото не може да се замисли и без сочна диња.
Иако се слични, вистина е дека има разлики во нивниот состав на витамини и минерали. Вистина е дека и двете овошја се одлични за летно освежување, благодарение на високата содржина на вода и природната сладост. Вистина е дека овие овошја се идеални за хидратација во топлите денови, лубеницата содржи околу 92% вода, а дињата околу 90%. Вистина е дека се богати со витамин С, кој го поддржува имунитетот, и со други хранливи состојки како витамин А, калиум и антиоксиданси. Нивната сладост вистина е дека ја заменува потребата за десерти на здрав начин, без додаден шеќер, и може да се користат во салати, смутија и пијалаци. Вистина е дека лубеницата е полесна за јадење, нискокалорична и содржи ликопен, антиоксидан со бројни здравствени придобивки. Од друга страна, вистина е дека дињата содржи повеќе бета-каротен, има поинтензивен вкус и нуди разновидност во подготовка. За хидратација, вистина е дека лубеницата е подобар избор, додека за поголема хранлива вредност, дињата носи предност. Вистина е дека и едната и другата се совршени летни уживања, секоја на свој начин. Вистина е дека и лубеницата и дињата се достапни во летната сезона, што ги прави не само вкусни, туку и економични избори за секојдневна исхрана. Вистина е дека свежото овошје во лето игра клучна улога во одржување на енергијата и освежување на телото, особено поради тоа што телото губи многу течности преку потење. Затоа, вклучувањето на овие овошја во дневното меню може значително да помогне во спречување на дехидрација и летна исцрпеност. Вистина е дека овошјата како лубеницата и дињата не се само храна, тие представуваат дел од летната култура и семејните моменти. Вистина е дека нивното споделување со блиски луѓе, било на пикник или полетен ручек, носи чувство на задоволство и заедништво. Без разлика дали ќе посегнете по крцкаво парче лубеница или миризлива диња, вистина е дека тие се символ на вкусно и здраво лето. Најновото истражување објавено во Nature Medicine открива дека Данска е земјата каде луѓето стареат најбавно, благодарение на квалитетната животна средина, родовата еднаквост и политичката стабилност. Научниците користеле алатка базирана на вештачка интелигенција која мери разлика меѓу хронолошка и биолошка возраст, покажувајќи дека европејците, особено данците, стареат најздраво. Истражувањето опфатило повеќе од 160.000 луѓе од 40 земји, споредувајќи ги општествените и еколошките услови. Најзабрзано старење е забележано во Египет, Јужна Африка и делови од Јужна Америка, додека во Европа тоа најмногу се јавува во источните и јужните региони. Истражувачите истакнуваат дека старењето не зависи само од биологијата, туку и од поширокиот контекст во кој живееме. Луѓето кои живеат во земји со подобри социјални и политички услови имаат подобра ментална и физичка функционалност, што ја нагласува важноста од еднаков пристап до здравствена заштита и образование. Мицкоски, платите растат, но не е доволно. Кириите во Европа растат со невидена брзина. Увети $750 милиарди за американски енергенци. Мерц, царинскиот договор ќе удри германската економија. Летото не може без лубеници и дињи. Данска го успорува старењето.